Драги мои, се наоѓам на едно прекрасно место и можам да кажам дека се чувствувам исто како дома. Станува збор за мотоклубот Soul Riders, а до мене е председател на клубот Љубан Стаменик и заменик председател Димитар Николов. Здраво момци, како сте? Супер, пријатно. Вашата телевизија и вие имате честа да бидете наши први гости во нашиот дом, пред официјално да се вселиме овде. И искрено возбудени сме за вашите коментари и луѓето да може да го видат нашиот нов дом. Така, ти благодарам за тоа. Димитар, ти ви благодарам за прифатената покана и што одвоивте време за мене. Фала и на вас што дојдете. И на нас не е многу мило. И баш не изненадите со најавата дека сакате да се снима, да не снимате и да го презентираме како прво и клубот и да се запознаете, например, и луѓето, вашите гледачи да се запознаат со нашите активности како мотоклуб и за да имат малку пообширна слика што се дешава во еден клуб, кои се активностите и укратки црти, тоа со текот на разговорот ќе кажеме повеќе, се што ви интересира, се ќе ви објасниме, ќе кажеме, гледачите да се запознаат. Да, а тоа е и мојата цел да дознаат кои се карактеристиките на овој клуб и дека пред се функционирате како едно прекрасно семејство. Кажи ми, Љубан, ти си нели председател на овој клуб, од кога постоите и колку члена број? Значи прво, да, добар е впечатокот дека функционираме како едно семејство. Функционираме како братство, впрочем мотокултурата, односно мотоклубовите, историјата потекнува од амерички ветерани и буквално функционира на тој начин, на братство. Сите членови треба да поминат еден одреден период на адаптација, на прилагодување, да се види, едноставно да се пронајде секој дали му е местото овде, дали не. Ние како клуб спонтано се случи еден договор на еден не толку успешен мотособир. Бевме присутни како гости пред се и одлучивме дека имаме капацитет и дека можеме да креираме мотоклуб кој ќе биде по стандарди така како што треба да функционира еден мотоклуб, да покажеме дека Штип има ентузијасти, дека има капацитет, дека има луѓе кои може да бидат лојални на овој начин на живење. Во моментот броиме 8 членови, со тоа што во иднина отворени сме за примање на нови членови кои ќе бидат спремни да го изедат подолгиот пат да го добијат грбот. Добра, со што се карактеризира овој клуб? Ние се карактеризираме со во принцип се трудиме да ги поместиме стандардите дека моторциклистите се една проблематична категорија на луѓе. Сакавме да ги разбиеме тие стереотипи, значи се занимаваме со ширење на мотокултурата. За жал спречени со целата ситуација во која се наоѓа цел свет со пандемијата, пропаднаа нашите планови оваа година да клубот и Штип го промовираме вон нашите граници. Имавме закажано побратимување со неколку клубови во регионот, во Србија, во Република Српска и така натаму. Организираме многу хуманитарни акции во границата на сопствените можности со надеж дека приватниот сектор, знаете како секој сам по себе и не е во можност да даде еден голем допринос, меѓутоа ние ќе се потрудиме со нашите пријатели со мал допринос од нивна страна да ги групираме тие средства и да помогнеме таму каде што вистински е потребна помош. Така. Димитар, спомнавме дека функционирате исто како семејство, можев јас ето тоа да го забележам. Кажи ми кој најмногу знае да попушти и како ги решавате проблемите, доколку има? Проблеми за сега немаме. Сите заеднички имаме си состанок еден ден во неделата, се собираме и секој што има да каже или проблеми или тие работи или следни активности, ние ги решаваме на состанокот. Сепак има си пак некоја како хиерархија и се слушаме, се почитуваме, се договараме и на крајот нели одлучуваме што е најдобро за клубот. Во принцип, секоја идеја и секоја работа која треба да се одлучи, се става на маса и се гласа. Секој член има право на глас. Мнозинството како одлучува, така функционираме во иднина.
Така, Љубан премалку спомна дека сепак е нели малку и тешко сето тоа да се истакне на како функционира нели еден клуб. Кажи ми од каде ја црпите целата таа мотивација? За да на пример да се докаже на другите вистинското светло на клубот. Види, оваа работа или ја сакаш или не ја сакаш. Се појавуваат луѓе кои во моментов им е интересно и сакаат да и мислат дека можат да функционираат на тој начин, меѓутоа на крајот е многу битно да се има само дисциплина пред се, значи да се знае хиерархиски како стоат работите и да упорност. Значи или ја имате љубовта кон овој начин на живење или не. Тоа е вродено. Така, но се гледа дека сепак работите со многу љубов. Па да. Искрено да, многу љубов и многу енергија. Искрено си бара жртва, како што кажа и Димитар, еден ден од неделата, без оглед на сите наши приватни обврски вон клубот и фамилиарни и семејни, еден ден од неделата е зацртан за клубот и се знае тоа дека мора така да биде. Да, многу често можеме да спомнеме дека доколку ја работиме на работа кој што ја сакаме, можеме да најдеме за се време. Па да, со единствена разлика, ова е целосно непрофитна институција и тука никој не е, ова не е работа, ова е пасија, љубов. Да. Сега, Димитар, морам да ве прашам, со оглед на ситуацијата со пандемијата, за жал со COVID-19, знаме дека многу врати затвори, како сето тоа се одразува врз вас и твој личен став и мислење? Како што знаеме, у цел свет е пандемијата зима замав. Активностите што ги имавме зацртано ги ставивме во мирување, надеваме се дека за некое кратко време ќе биде сето тоа ќе мине и ќе можеме, нели, зацртаните планови и активности што ги имаме да ги отствараме. Надеваме се дека што поскоро, бидејќи и ние сме спречени за да организираме нешто и да го остваруваме тоа како, нели, нормално во цел свет е така. Надеваме се дека ќе биде добро. Ограничени сме, немаме многу вожњи. Дружбите лани беше добро, имаше повеќе мотособири, затварање на сезони, бевме гости, организиравме и ние нешто, доваѓа, нели, од други градови, мотоклубови, па имаше дружба. Сега, за жал, со појавањето на пандемијата на COVID-19, спречени сме сето тоа да го организираме и за жал тоа е. Надевам се дека ќе побрзо ќе мине. Да, дека ќе излеземе сите победници од оваа ситуација. Љубан, твое мислење и личен став околу COVID-19, знаеме дека слушаме и секојдневно нели бројката на новозаболени и за жал нели починати. Дали во тебе превладува некоја паника, страв? Што мислиш за сето ова? Мој личен став и став на клубот е дека треба да се внимава. Значи ние на самиот почеток на пандемијата организиравме акција хуманитарна во која со сопствени средства испечативме маски кои бесплатно беа поделени на случајни минувачи низ градот. Треба да се внимава, значи тешко е за сите, ова е тотално неприроден начин на функционирање, значи луѓето како индивидуи не се стварења кои треба да бидат во изолација и сами, меѓутоа болеста е тука, присутна е. За одредена категорија на луѓе е фатална и треба да внимаваме. Ние сме тука да помогнеме каде можеме. Во принцип секој индивидуа треба сам за себе да се заштити, бидејќи не е шал. Да, така. Па како што кажавме, дека да се надеваме дека сета оваа ситуација ќе заврши, ќе можеме да функционираме нели исто како порано. И сега имате специфична опрема, од каде ја набавувате? Дали е тешко да се набави? Опрема мислиш на нас? Да. Опрема не е тешко да се набави. Имаме за среќа имаме солидно опремени шопови кои работат исклучиво со мото опрема. Лесно е да се набави и меѓутоа квалитетната опрема знае да чини некојаш буквално колку и еден мотор. Апел до младите, знаеш, луѓето често сакаат да заштедат на основната опрема, на кацига, на штитници и слично. Луѓе, битно е, тоа може и да се провери на било кој клип каде што прават краш тестови на тие кациги.
ефтина кацига не штити. Значи, скапа е опремата, меѓутоа штити глава, а се што го штити животот и не е скапа. Точно така. И сега, Димитар, ајде малку да позборуваме за сообраќајот. Знаеме дека сте изложени нели на голем ризик, дека постојат опасности. Што мислиш ти во врска со сето тоа? Дали конечно ситуацијата ќе се подобри? Јас се надевам дека ситуацијата ќе се подобри во врска со моторџиите и другите учесници во сообраќајот, бидејќи мотор како мотор никој не го почитува. Значи треба ние да внимаваме, да имаме и очи и назад и за да гледаме што се случува околу нас. Значи мора, бидејќи другите учесници во сообраќајот, например со автомобили, ретко не почитуваат, ретко ни даваат предност како да не постоиме во сообраќајот. И апелирам до сите учесници во сообраќајот, кога видите дали е мотор, како што возиме ние, например, дали е велосипед, не е битно. Јас имам случаи со велосипед, не те гледа како да не постоеш, да внимаваат, да пазат, пошто и ние сме, нели, луѓе што учествуваме во сообраќајот и како што постојат правилата, например, за почитување автомобил со автомобил или друго, значи треба да не почитуваат и нас, како што ние ги почитуваме и нив. Значи, тоа од секој пат е било некој проблем, и надевам се дека ќе се смене, ќе бидат посовесни другите учесници во сообраќајот, дека сепак и ние сме луѓе, учествуваме во сообраќајот. Апелирам да внимават. Така, ќе се надоврзам низ тоа прашање како што одговори Димитар. На кои опасности треба да внимаваат мотоциклите? Еве еден апел. Како што кажа и Димитар. Заради самиот волумен на нашите моторни возила, често влегуваме во некоја зона каде што и возачите не гледаат тоа мртва точка, мртов агол. Треба да се внимава многу. Еве еден апел, читав статија и добар е предлогот некаде на интернет, не знам точно од каде е извадот. Апел до родителите од мали да го направат во форма на игра тоа со нивните деца, возејќи по патот да броат колку мотори ќе сретнат. На тој начин им се менува перцепцијата уште од мали нозе да ги забележуваат. Знаеш, се почнува од игра, меѓутоа ти му го всадуваш во подсвеста и бројќи ги тие мотори ќе ги гледаат и ќе ги забележуваат и ќе ги перцепираат подобро во иднина кога ќе бидат шофери самите тие. Ќе внимаваат повеќе. Така. Димитар, што мислиш во врска со хуманоста? Дали ние знаеме да ја цениме таа хуманост и дали ние можеме да помогнеме некому кому што му е потребна нашата помош? Па да, ние веќе имавме неколку хуманитарни акции. Пријатно бев изненаден кога бевме во центарот за посебни потреби со деца, толку ги израдувавме, беа толку среќни кога ги видов, солзи на очите ми навре. Треба што повеќе да се прават хуманитарни акции, пошто бидејќи има луѓе што не можат некои работи да си пружат, па тука сме ние да помогнеме колку можеме, колку ни дозволуваат можностите да помогнеме, но имаме соработка и со други приватни фирми кои исто така ни помагаат во сето тоа, па можеме да излеземе во пресред да организираме нешто и повеќе. Надеваме се дека и оваа година ќе со ситуацијата со ковидот малку ќе легне и ќе биде се добро и надеваме се дека ќе направиме повеќе хуманитарни акции. На агендата имаме зацртано неколку акции кои треба да се случат до крајот на оваа година. Заедно со Елкос повторно ќе измамиме насмевка за новогодишните празници, подарувајќи им на дечињата со попреченост пакетчиња. Исто како и минатата година ќе се појавиме во облека како Дедо Мраз и личната сатисфакција кога некому помогнеш е нешто безценето. Ќе се обидеме да собереме средства со наши пријатели, да собереме средства за неколку таблети, да ги подариме на дечиња кои немаат можност на исправен начин да ја следат наставата ради целата ситуација. Се обидовме да стапиме во контакт и да направиме една крводарителска акција, меѓутоа поради правилата треба наназад 6 месеци да не е никој тази истетовиран, што е малку проблем за нас. Така. Сега ти и тетовирањето, кажи ми како пронаѓаш време во сето ова и тетовирањето?
Па затоа што сакаш да го правиш, секогаш се наоѓа време. Значи, сепак ово е стана еден дел од мене и секогаш кога можам да најдам време или пауза помеѓу термини или без разлика како и да е, наоѓам време, се качувам на моторот и возам. Значи, тоа е пријатно чувство, убаво се чувство на моторот. Имаме и зацртано скоро секој викенд, посетуваме различни места во Македонија. Имавме план да излезем и надвор од Македонија, како што каже и Љубан, да се побратимиме со некои клубови, но за жал ситуацијата е таква, па колку ни беа можностите и во зависност од ситуацијата посетивме на некои места каде што не сме ни биле. Значи, дружбата со љубов сето тоа го правиме и едноставно е прекрасно. Тоа е најважно. Наоѓа време за се. Добро, кажете ми дали како мали сте мислеле дека еве ќе возите големи мотори, ќе имате специфична опрема, од кога така се појави пример желбата кон моторот? Па јас мислам секој машко дете се раѓа со желба за мотор. Сега ние сме дел од срекните луѓе кои можевме да го живееме со оно. Да си го дозволите тоа. Така. Љупан, ајде малку да поразговараме околу моторот, начин нели на што треба да се внимава. Редовно одржување на моторот е многу битно. Значи редовно прочистување на ланецот, улје, филтри, пневматиците се исто така многу битни. Значи редовен сервис, прегледување на моторот е најбитна работа. И пред се и бензин да се стави, за да не останеш без бензин. Да, тоа е најважно. Прво правило. Тоа е најважно, мора бензин да се стави, иначе ќе застанеш, нема да. Добра, а другата основна опрема за безбедност? Безбедност, нормално, нели треба кацига, заштити ракавици, пожелно е чизма, стегната да биде убава ногата. Сега летно време не е потребно, например, панталони заштити, например, дебели, али има со штитници. Ние сето тоа го имаме и секогаш возиме, сега дали е топло, дали е ладно, мораме да носиме, нели, да не се случи, не да Боже, нешто, па да се повредиме. Значи мора заштитна опрема, кацига, обавезно, без разлика, дали е голем мотор, дали е мал, дали се скутери, кацига, апелирам до сите кои ќе се возат мотор, без разлика, дали мотор, велосипед, не е битно, да кацига обавезно да носат. Да се почитуваат тие правила. Да се почитуваат, пошто кацига штити некогаш, не да Боже, нели, али тоа е. Така. Сега, кои модели на мотори возите? Па, секој одлучува, значи, за кај нас во клубот конкретно, единствено правило кое постои е да моторот биде на брзини, значи да не е автоматски менувачот. Натаму го оставаме на самиот шофер да одлучи кој стил на мотор го сака, дали ќе биде тоа бобер, дали ќе биде чопер, дали ќе биде спринтер или така натаму. Што се однесува до брендовите, измешани сме од Јапонија до Италија, се може да се види. Така, значи јас после можам да бирам. Да. Да, кој ти се допадне, бира и зими. Баш ми фала. Сега, при самиот крај знаеме дека живееме во едно стресно време. Што им препорачувате на нашиве гледачи? Како да знаеме нели дека има стрес, некои нервози, еве сега и ситуацијата светската пандемија за жал. Како да го одржат позитивниот дух? Секој нека се пронајде на работа која го прави среќен. Во нашиот случај возење на мотор е тоа што не смирува. Од тука ја црпиме, значи целата позитивна енергија, недостаток на адреналин. Секогаш кога лично јас кога ми е стресно и кога временските услови дозволуваат, се качувам на мотор и правам фактори ресет. Така, Димитар, ти? Па да, ја исто, како што реков, 5 минути, 10 минути да идам слободно или морам да отидам да го запалам моторот, да го слушам, ако не можам, ако ми е толку кратко времето, ако има малку повеќе време, качувам се на мотор и гитла да ме нема. Опуштам, иначе не бива. Стресен е периодот, стресен е живото, значи мора да си најме некој издувен вентил, без разлика што е, нели, како Љубан што кажа, секој се пронајде у нешто,
некој има еден, некој повеќе издолни вентили, али убаво е човек од стресот да се опуште, да забрае на стресот, што го прави среќен, тоа нека прави. Да имаме една позитивна мисла, зашто да не. Да, позитивна мисла пред се и само напред. Така, јас сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време и што бев ваша денешна гостинка и што ме примивте со толку љубезност и внимание и се надевам на уште една наша заедничка соработка. Ви посакувам се најдобро, како што кажав, ние другите можеме да учиме од вас и чувајте се. Фала, се надевам дека уште многу време ќе обстанеме као клуб и дека вие и вашата телевизијска куќа ќе ни бидете поддршка и помош да допреме до таму каде што можеме сите заедно. Со задоволство. Димитар, ти за самиот крај. Фала ви што дојдете, што правиме ваа емисија. Луѓето колку толку ги запознаме, вашите гледачи, со некои работи. Кој сака да се придружи, да се приклучи на клубот, слободно нека дојде, ќе си го извозе пато, ќе види како функционираме ние, какво братство сме. Ако се пронаоѓа тука, значи секој е добродојден, па нека повели. И до тебе, кој ќе стопли времето, може да направиме по едно крупче. Со задоволство. А сега можеме нели да за едно заедничко крупче и заедничка ваша дружба. Може. molto contenta
Vader zei, kom maar niet op de lucht. Voor